Некои луѓе се сонце за 3 светови со повеќе од 55 години музичка кариера, советувани од легенди како Драган Ѓаконовски Шпато. Тоа се луѓе кои водат дупли животи, денски како царински управници, навечер звезди на сцената, легендарен глас и хитмейкер со песни кои за секогаш ќе останат столбот во македонската поп култура. Говориме за Мики Јовановски Џафер. Следува песна која со сигурност ќе ве развесели. Угро, твоите 6 броја. Негде околу полнок, јас имам страшна моќ да ги свртам твоите 6 броја. Да ти шепнам 2-3 збора, да ти кажам една фора. И за многу кратко време ти ќе бидеш само моја. Аха, ти си моја, беби, знаеш дека размислам кога си само ти. И немој да ми кажеш не, туку размисли. Ситуација сами јас и ти. Се мазиме во мојот стан, на тебе цело време ти е срам. Ама сакаш некеш, тотално се опушташ. Кога и да швркнеш, само 1 грам мирис на машко тело. И веќе правиш страшно добро дело. Гасиш светло, пушташ CD и на мене сега реде малку виски. И веќе сме блиски, страсти ниски, толку ниски. Средно школа беше таква мивка и со годините памтам ко повлечена и дивка. Нон-стоп, крвена од срам и без памет 1 грама. Сега жестока у кревет, не ми се верува дека саатот е 9. Ти лежише до мене, а на врата слушам како звони динг-донг. Девојка ми кај мене, заре може тако валер да сум јас, што и требаше да налета во овој доцен час. Брзо спремај се, мене паника ме фаќа. Знаеш, девојка ми има тројца страшно незгодни браќа. Здраво, душа, шо преш? Која ти е лаба? Другарка од средно. И наредниот ден си мислам се е окей. Гледам девојка ми ја нема, па си правам стара шема и ги вртам твоите 6 броја. И знам за многу кратко време ти пак ќе бидеш моја. Мики Јовановски Џафер, добро дојдовте. Добро да најдовме, драго ми е што ме поканете покрај сите овие музички имиња, нели, значени топ личности на македонската естрада. Затоа и сте во нашата емисија Хитмейкер. Креирате музика повеќе од 55 години и како е да се излезе на другата страна со такви нешта оставени зад себе? Па и сега излагам на крај некако овака со толку стаж, нели, на во музикава. Искам да ви кажам, не ми е тешко, затоа што нема топка. Знаеш, да земеш топка, па да скокнеш да музичарите работат додека можат со годините. Ја и ден денеска имам нов материјал, нови песни со готови текстови. Инспирацијата нема стоп. Мислам дека татко ти знае. Си уште гласот ви е фантастичен, како ден број 1. Што правите за да го одржувате волку добро? Па прво, јас сум
многу добро намерен кон сите, особено кон тие кои не ме сакаат толку, нели, мораш и кон нив да бидеш нешто така фин. И многу сум фин спрема себе си и знам со текот на годините како да се одржам. Например, ја денеска вежбав, фитнес. Тоа е себе љубов кон Од навика вежбам, знаеш. Јас сум бивши гимнастичар, ти се пофалам. И не знам што се сум вежбал во животот. Во текот на животот мораш да имаш значки дека нешто си правел. Како беше да се отвори во златната ера на македонската естрада? Зборуваме сега за најубавото време. Да. Па се уште трае, мислам. Мене ми е драго што има многу пејачки имиња, свирачки, нели, овие продуценти кои што полека тоа расте, знаеш, луѓето се надоградуваат, иако Македонија, нели, знаеме, не е шоу бизнис многу некој простор. Те се не за работа поради јазикот, нели, так, ние... Па види, ние од инстинкт пееме македонски јазик. Од инстинкт правиме песни на македонски јазик. Никој не тера да го правиме тоа. Значи, кога ќе излезеш од Македонија, можеш да пееш ти нешто, знам, заради тој шоу бизнис, можеш да пееш на друг јазик, да речеме англиски, германски и така натаму. Меѓутоа, кога ќе се враќаш назад, дека сета те фаќа и солза ти потекува дека се враќаш во овој крај. Види, вака ја размислувам работите. Во светскава музика, кој бендови, пејачи, не им е лесно. Меѓутоа, многу полесно им било од нас. Например, јас на 16 години почнав активно, да речеме, и тогаш што имаше? Имаше ленти и магнетофони, и од таму, знаеш, ја скидаш музиката. Меѓутоа, немаш такви школи како што имало на запад, да речеме. Музиката од таму дојде таа модерна музика. Многу потешко им било на тие момци кои почнувале во Македонија, во она време 60-ти, да речеме, така. Почнувале со бендови, многу потешко им било. Ќе слушаа Радио Луксембург, да речеме. И што знам, сигурно ќе сгреши неколку фрази од текстот. Меѓутоа, имало луѓе кои што правеле тоа на македонски јазик, нели? Стручни луѓе, ја ги викам, и оркестратори, и теоретски подковани луѓе, како Шпато, да речеме, ние стално го спомнуваме него. Имало и други, кои што ја правеле музиката и знаеле да направат таква подлога, за да можат пејачите убаво да звучат. Како Нина Спирова, нели, како што пее Диме Поповски. Така е, кога сме веќе кај Шпато, он често ве советувал да не и верувате на музичката власт и така натака. Какви други типови на совети ви давал? Еве, малку откритени во тоа време. Какви совети вие сте добивале и какви совети сега може на нашите генерации да ни пренесете? Па ја еднаш го спомнав Шпато, така современик сум јас, бев детиште кога тој беше во врвот, нели. И еднаш ме сретна и викам, ба Мики, ти што цело време доаѓаш тука само овако? Од кого учиш? Викам од плоча, нели, винил, и учам од магнетофонска лента, така само. Па ета гледаш, вика, кај треба да научиш. Немој да доаѓаш тука, бе, вика, тоа се заработи за старото радио. Ама ја таму почнав и стивив песни, разбираш. Прва песна се сеќавам дека ми беше Way to Amarillo се вика, Патот за Амарило, да кажеш. Една прекрасна адаптација на македонски јазик и така тргна целата работа. Тури беше и прв настап на телевизија. Директно, значи ја на радио не настапив, па прво на телевизија настапив. Знаеш, многу е битно тоа да се осоколиш, знаеш, и така, тоа се. Инако јас се рачунам себе за бендовски пејач, меѓутоа ти сам себе си не може да се кажеш ако публиката не те смета за таков, нели? И речеш, и јас сум бендовски пејач, гледам само Led Zeppelin, што знам, Purple и тие Humble Pie, Дандерабанда. Така, публиката те сака таков, како сонце за три света, што ја спомна, да речеме. Јас сум и лидерот на Автограм.
ги водев заедно со дечки кои што го направи Драган Денковски, починат сега, Драган Груевски, разбираш. Момци кои што нели Трајко Каров, од пола од нив и повеќе се починати. Матевски Борисов, еден од прекрасните блузери кај нас, што исто така беше член. Тоа се песни кои што се направени негде во средината на 80-тите години. Автограм е 81 година рок шампион на Македонија. Значи Автограм е рок шампион на Македонија за 81 година. А тоа е првиот поп-рок фестивал кај нас. Одам на југ. Мики мој, знаеш, и така натаму песни кои што исто така останаа како Сонце за три света. Значи, ја имам различни нивоа, па со Венко снимав, нели, тоа заедно, тоа беше мојот албум, оној Мики Јовански, со песни кои што се лага и измама, нели, тоа беше тоа, мислам дека е толку стручен тој материјал да подпелистер, нели, и така натаму. Кој што има снегови, потоа имам еден дел кој што е солистички, нели, многу песни такви праени, со, да речеме, со Цики, овој од Цики е, нели, клавиристот на лева патика. Твориштвото ви е насекаде распространато и така и треба да биде во... Ете така, да. Дури и пратечки вокали, женски вокали му пеам. Мислам дека и ти пееш. Дали? Женски вокали пееш или баш? Зависи каде. И некогаш пеаме машки. Некогаш пеаме машки, зависи што треба за песмата. А некогаш е гласот го сигнуваме со октавери, па звучи како ептен длабок бас да сум. Сега е све возможно. Така. Со денешната технологија. Така, со Цики имаме направено уште неколку песни, ова Ден Сончев прекрасен и таа Сон на дланките најдоа свој спот. Исто со, мислам, Харе имам една убава песна, посекав да пеам. Има некој куклен спот. Може би Принц Боље ќе ја направеше, нели? Ќе ја сликаш. Прекрасна песна која што е, нели, вака као за сезонски патуваш негде, одиш, се бањаш, па одиш, преспиваш. Ние сме овдека македонските пеачи и музичари калемени. Слушаме странска музика, нели? Се што ни доаѓа од таму, ама нешто не држи тоа македонско во себе, така да тој збор калемени сме е најточен, знаеш. И сме синтетизирани, некако споени и сме наелектризирани. За крај би сакала да ве прашам што би им препорачале на младите артисти на денешната сцена? Види вака, да ти кажам, Мија, има еден принцип кој што важи за европизација, за хармонизација, за да отидеш во Европа, нели, она систем. Од тие принципи, кај мене многу важи тоа K&K се вика. Координација и комуникација. Тоа кај нас многу слабо оди. Значи, кој ќе ги видиш овие светски музичари, независно кој е млад, стар, овој познат, толку непознат, сите еден со друг комуницираат. Значи, ако си во музиката, мораш да бидеш внатре во музиката со сите. Значи, љубовта е она you need is love, што викаат, нели? Мораш со сите да ја водиш љубовта. Така, ви благодарам за прекрасните совети, прекрасниот разговор. Се надевам дека повторно ќе не бидете гостин во Хитмейкер. Јас сум благодарен. Иначе, знам и будалетинка да бидам. Толку паметен. Мислам, треба човек да само да си ја експонира љубовта во музиката и кон сите, знаеш, да биде таков. И да не замерува никому, сакаш. Тоа е. Така, ти благодарам, Џафер. А сега ќе слушнеме песна која зборува за љубовта. За љубовта и надежда. Тоа е текст на Игор Џамбазов, во изведба на Ламбе Алабаковски. Остани. Имам душмани стари ги носам на врат, викам
занижувам. Остани и душа и тело отворени. Остани нашите снища оспари ги. Остани ушни до зори допрени. Јас и ти, все друго се ликови небитни. Сакав да стигнем на крај на светов. Дојдов блиску до твоите образи. Жената која што со години сме ја гледале зад диџеј пултот, овој пат ќе имаме можност да слушнеме и како за прв пат пее. Тоа е Сонја Исмаил со нејзината песна Суд. Се што имаш за себе е само својот збор, само својот збор. Слеп си дошол, слеп си одиш, заслепен зло, под нозе губиш тло. Се што даваш, добиваш, се што кажуваш, сам одговараш. Сам што не можеме ние да разбереме. Сам сето тоа го гледаме сон. Фикшн, новата македонска сензација. Бенд кој што буквално си грми и си растура на своите настапи. Сега ќе ги слушнеме со една многу секси, синт-поп numera Лавиринт. Запрнете ги светлата дома и уживајте. Пред цели 28 години Маја Панчева ја испеа песната Сакај ме ти, а овој пат добива една нова свежина и нова боја и глас. Тоа е Еми. Уживајте! Сакај ме ти, ке горат облаци,
сега следува Јовче Пандев со неговата песна Девојки во мраз, од неговиот албум Деца корнат градина. Неверни слуги нас не сака тој што не нуди. Пред луѓе и други таа е само девојка што истуди. Убава цветовна, раскоши галерија, девојка во мраз, не сака оган, само топол зрак. Убава цветовна, раскоши галерија, девојка во мраз, не сака оган, само топол зрак. Немоćna sum da premolčuvam koga svedočam nepravda. Klinč sa sebe ako popuštam, sekoj den pohrabra. Pred mene nasmevki i pozdravi za mene. Makni pogledi i šepoti, prva od kraja, posledna od startne, milosrden grad. Prva od kraja, posledna od starta, ko nemam svoj gard. Приздрав, но без разум, реалноста тежи, не споделя социјални мрежи. А сега го слушаме Драги Иванов, член на Фанг Шуи, но овој пат со своја песна. Крута. Која воопшто не е крута. Покасо што се огради, земи ме од мене и заврши. Нема глас, нема бука, цело време си некаде лукаш. Празно зборуваш глупости, не си тука, тука. Не знам баш зашто си лука, веќе ништо нема тука. Дали сум доволно глупав или ти крута, крута. А сега ги следиме нашите Пеперминт со една ептен шизичка нумера. Каде вака сама? Каде вака, сама си тргнала и баш сега ли најдов да те сретнам? Дали ти се расипа колата, нема никој жив околу нас. Реков ајде да ти помогнам, другару тво, неволја се познава, имам вода флаширана, имаш коса исфенирана. Каде вака сама во пижама, 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 каде вака. После 25 години Фројд е повторно жив во изведба на Кали.
I started my professional activity also in quality, trying to bring the relief to my neurotic team. Кој си ти? Откаде ли се појави? Кој гром од ведро небото ме погоди? Поглед од тебе не можам да тргнам. Љубов на прв поглед, сега верувам. Фройд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фройд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Кажи, зашто ли мајка ти те храни? Висок предок примерок си ти. Само за во витрина да те чувам. Темјено ке да те гледам, да воздивнувам. Фройд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлива. Фройд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Фройд е жив, ти си неодолив. Секој поглед твој е смртно возбудлив. Фройд е жив, а ти си неодолив. Не си многу зборлив, ама лесно разбирлива. Легендарните Никеа, кои повеќе од 25 години се стожер од сенка на македонскиот алтернативен бран, сега ги слушаме со љубовен рулет. Не си сама, фрлаш сенка на се што стои пред тебе. Во заборав остави се што било одамна. Играм игра дури и со времето. Дадох се ова игра почна токму сега. Коцката е веќе долу фурлена. Љубовен рулет, или губиш, или добиваш. Дадоха се, нема назад, оди ме. Коцкам со се и секого. Една карта или ништо, или се. Во заборав оставив се што било одамна. Играм игра дури и со времето. Дадох ја се, ова игра почна токму сега. Коцката е веќе долу фурлена. Љубовен рулет, или губиш, или добиваш. Дадоха се, нема назад, оди ме.
Ви благодарен за убавата реч. Ќе видиме што организатор. Одлично, апсолутно предобро си помина. Кажи за хитмейкер, како си помина. Предобро си помина да пиева Медвичко Модерна. Предобро, 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 предобро. Види, искам да ти кажам, предобро си проминав, искрено. Малце касно стигнав, ама брат, предобро си поминав. Јага. Tell us, how was your first night at Beefest? Incredible. I love Shqip, I want to sleep in Shqip, I want to live in Shqip. Do you like Macedonia? Te sakam Shqip, te sakam Makedonija. Ajde, brate! Nikogaš severna, samo Makedonija! Nikogaš severna, samo Makedonija! Значи јас сум екстровертен и интроверт. Вчера на Beefest беше прекрасно, имаше неверојатни луѓе, но понекогаш е прекрасно човек да дојде во природа, во самотија и чисто да ги остави мислите да се течат. Е исто така да се наполниме со енергија. Природата. Протече, како голем фан на Beefest. Можам да кажам дека конечно го остварја потенцијалот, во Штип му било мајката. Во Штип му било мајката, ајде! И onda zajedno. Ajmo se jednom. Idema, nema.
Ги слушаме нови дечки со нивната фраерска номера Пепелашка од наше мало. Ти устана, тој спие како заклан. Излагаш на прсти и го оставаш сам. И знам дека со него страшно досадно ти е. А журка прави ме ние. Се шмикаш ти под скали и фаќаш едно такси. За многу кратко време ти не забава кај нас си. Ке дрмнеш една водка, една голтка. Изборот флирт, низ глава ти се мотка. Одедна станува жешко. И да одолеше тешко. Журкава трае, а на тросет седам јас. Кога одеднаш на уво ми шепна секси глас. Самена сум јас и сакам право друштво. Ја сакам право мушко. Испијен и блед, меđутно знам на тросет и вети дека утре ништо нема да се сети. Зошто е родена за флерт, а за такви сум експерт. Ајде војчево, башка, ме замоли фер. Одена станува жешко. Ајде одолеше тешко. Голема благодарност до Аква Ден Студио и до општина Карпош, каде што моментално снимаме. А сега го слушаме Даниел Дан со една свежа, разиграна и динамична песна. Non-stop стрес. Наспроти мене човек кој треба да глуми грабливец. За емоции нема место, немилосрдна маска ставено. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свес, наспроти полуден свет. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свес, наспроти полуден свет. Исклучувам се, изолирам, допирам повторно до себе. Но утре исто ќе е, накриви капа и впушти се. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свес, наспроти полуден свет. Non-stop стрес, дали ке понесе ум и свес, наспроти полуден свет. Дали ке понесе наспроти полуден свет. Non-stop стрес, наспроти полуден свет.
Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната. А вие уживајте бидејќи е лето!